Членовите на Сдруженијето на граѓани почитувачи на ликот и делото на некогашниот југословенски претседател Јосип Броз Тито не го заборавија и овој 4 јули, датумот што во поранешната заедничка држава Југославија се одбележуваше како Ден на борецот. Скромно, но достоинствено се собраа пред споменобележјата од Народно-ослободителната војна на правоборците од Кочанскиот крај, за да им оддадат едноминутна почит и да положат букети свежо цвеќе. Тие што ја донесоа слободата, денес во која што ние уживаме, тие се заслужни за сето ова. Ама изгледа дека многу од нас заборавија дека тие ги дадоа и своите животи за ние денес да живееме во слобода. Освен десетината членови на Сдруженијето Јосип Броз Тито, на одбележувањето на 4 јули во Кочани немаше представници од други граѓански здруженија или институции. Изгледа дека кочанските борци заборавиле дека е ова Ден на борците, ама ние Сдруженијето не сме заборавиле и нема да заборавиме. Ќе продолжиме да славиме и денес и во иднина, затоа што тие се тие што ни донесоа слобода во која што ние уживаме денес со сите нејзини благодати. Скромните финансиски можности со кои располага Сдруженијето не овозможуваат неговите членови да направат побогата програма за одбележување на светлите датуми од поранешната заедничка држава. Според Трендов, за такво нешто немало ни потреба, затоа што нивна цел не е да се прават големи и скапи прослави, туку во сеќавање на луѓето да останат значајните годишнини кои се темел и за создавањето на денешната самостојна држава Македонија.